Како да се зголеми свеста за децата со аутизам? Лицата со аутизам не се повеќе непозната тематика во македонската современост. Луѓето со попреченост се повеќе се вклучени во јавните објекти на државата, но државата непрестојно прави нови инклузивни реформи во образовниот и социјалниот систем. Во 103 основни училишта во Македонија, 93 деца со аутизам следат редовна настава, но и покрај оваа голема структура, само 39% од основните училишта имаат ангажирано стручен кадар, а 28% воопшто немаат. Па така родителите мораат сами да ги покриваат трошоците за дефектолозите да работат со нивните деца. Затоа денеска да ја подигнеме целта и да ја подигнеме свеста за децата со аутизам и попреченост, ви представуваме Ирена Лозана и нејзината инспиративна приказна. Здруженијето Autizam.mk допринело и до појавата на проектот Инклузија Плюс, но секогаш постои простор за нови иновативни идеи. Инклузија Плюс проектот е во суштина еден резултат на акција, значи на неколку луѓе кои што видовме дека во системот во Македонија барем има одредена дупка каде што државата не може да покрие, нели, доволно да се информираат луѓето, типичните луѓе, посебно за тоа каква е состојбата, како да се однесуваат со нетипичните, значи луѓето со нетипичен развој, што би ги рекле лица со посебни потреби. И така решивме да потегнеме, нели, една иницијатива каде што ќе почнеме да работиме со јавните објекти, со многу малце активности и модификација на самиот објект, ќе може, значи, и самите вработени да бидат поинформирани како да се однесуваат со тие семејства и со тие лица. И овие деца можат да ги надминат границите, но тоа што значи способност и да изненадат. Кога ќе се спои духовното со физичкото, неприметни се разликите. Почнав јас дома со него да вежбам и откако отидов во студиото во кое што сега сум, ми дадоа можност да го почнеме часовите и веќе одреден период, значи го имаме часот јога за деца со посебни потреби. И не само во јогата, овие деца дружбата ја продолжуваат и на роденденските забави. Детскиот културен центар каде што го државме првиот настан необична роденденска забава, тоа беше пред неколку недели. Дојдоа многу луѓе, имаше многу дечиња, значи главните гости беа дечињата со нетипичен развој, нивните семејства, имаше и типични дечиња секако. Сите тие деца, за кои што можеби дел од типичните луѓе мислат дека кој знае како се однесуваат или дека е тешко да се комуницира, да видат дека и тие само сакаат да дојдат да се забавуваат. Со овие забави недостигот на социјализација полека се надминува. На заедничкиот пат кој што го започна Ирена, секојдневно се приклучуваат и останатите кои што и не биле поврзани со ваквите слични случаеви. Според неа, личностите со аутизам чувствуваат љубов, среќа, тага, како и другите луѓе. Само затоа што не ги покажуваат своите чувства, не значи дека ги немаат. Од круцијално значење е овој мит да биде уништен. Митот е резултат на незнаење, така што е од големо значење да се едуцираат луѓето кои што веруваат во овој мит на корисен и на информативен начин. Не сите луѓе со аутизам имаат дарба за бројките или за музиката, но е докажано дека имаат висок коефициент на интелигенција и уникатен талент. Целта ни е да се подигне свеста и да се направи овој заеднички свет поубав.